Нема новозаболени лица од коронавирус во општина Зрновци, а едно од заболените веќе по 2 направени теста е негативно и деновиве ќе биде пуштено дома, информира градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Тој додаде дека граѓаните на оваа општина воглавно ги почитуваат мерките и препораките на владата за заштита од коронавирусот. Состојбата ни е веќе под контрола. Немаме ново заболени лица. Од лицата кои што беа инфицирани со вирусот, веќе едното е негативно. Очекуваме дека ќе се врати дома. Така да не очекуваме дека нешто ќе се случи понатаму, нели? Во почетокот знаете дека Зрновци бевме малку испаничени. Меѓутоа еве сега целото е поминато. Со среќа лицата беа со лесна клиничка слика, кај што реков едното веќе е негативно. Очекуваме дека и понатаму, ќе нема да дозволиме да имаме ново заболени. Станков додаде дека редовно се состанува кризниот општински штаб за заштита и спасување, на кој се разгледува актуелната состојба со COVID-19 во општината и се прави анализа на досегашните мерки за превенција и заштита од коронавирусот, така што редовно и ги информираат и земјоделците во однос на подигање дозволи за вршење активности. Правиме список, сите оние што ќе се пријават дека имаат потреба од работа во полето. Овој список ќе биде доставен до полициска станица во Кочани и истите после тоа ќе може да ги обавуваат нивните земјоделски работи. Исто тоа се однесува и за сточарите, за пчеларите и за оние лица кои што имаат потреба од грижа на стари изнемоштени лица. Средства за инфекција имаме редовно, секојдневно граѓаните може да подигнат и добар дел мислам дека подигна, исто така поделивме и околу 1900 заштитни маски. Така да мислам прилично ситуацијата сега, состојбата е под контрола, маркетите колку што гледам имаат поставено и редарски служби, се придржуваат граѓаните на сите оние мерки, држење растојание и слично, углавном се носат и заштитни маски, така да мислам дека немаме повеќе некоја претпоставка дека може да дојде до ширење на вирусот. Станков напомена дека општина Зрновци нема да издава дозволи за движење, туку само ги евидентира граѓаните кои го пријавиле своето барање за непречено движење поради извршување активности, а потоа списокот со пријавените лица го доставува до полициската станица во Кочани.